Состојбата со постоењето на диви депонии на територијата на општина Кочани во последно време е видно подобрена. Состојбите засилено се контролираат, а комуналното јавно претпријатие Водовод интервенира на жариштата кои повремено се јавуваат на одредени локации. Во наши услови дивите депонии се делат на депонии од комунален смет, потоа од градажен шут и земја и мешани депонии од комунален смет и градажен шут и земја. Дивите депонии од комунален смет најчесто се јавуваат покрај вади во рамничарските села, покрај патишта и на други лесно пристапни места. Меѓутоа, по пријавата на граѓани или комуналните редари, комуналното јавно претпријатие Водовод во најкраток можен временски период ги отстранува. Контролираната ситуација со комуналниот смет е резултат на зачестените инспекцијски контроли од комуналните редари во соработка со полицијата, како и на поставеноста на доволен број контејнери. Потоа активностите на комуналното јавно претпријатие Водовод околу изнесувањето на комуналниот смет од домаќинствата од селата Мојанци, Горни и Долни Подлог, Грдовци и Тркање и населбата Оризари. Па во однос на другите места Кочани е еден меѓу најчистите градови, само што народот е безобразен, фрла ѓубре, кантите ги обраќа, а и Водовод не се врши доволно функцијата. Има канти преполни, куќињата бркат по нив. Тие треба да си имат дежурни екипи и саботи, недели да си ги чистат канти за градот, да биде секојаш почист. Железничка станица со трактори стурат ѓубре. Па периферијата на градот може да има. Тоа се слагам дека може да има по периферијата. А туку мислам градот не сум сретнал дека депонија има. И така, чист. Диви депонии од градажен шут и земја се појавуваат главно на територијата на градот Кочани, односно неговата периферија, иако постојат 4 дозволени депонии кои се во функција и се наоѓаат на патот кон Пониква, во населбата Трајаново Трло, на потагот кон касарната над фабриката за вода, во Оризари и поранешната депонија за комунален смет на патот Оризари Пресека. За надминување на состојбите и долгорочно решавање на овој проблем, неопходни се уште позачестени контроли од инспекцијските служби, информирање на населението кои депонии се дозволени и уредување на постоечките депонии.